Почитувани гледачи, добро утро за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Го следите утринското издание на емисијата Нов ден. Пред се надевам дека ве наоѓаме во добро и во позитивно расположение. Неколку минути после 9 часот и ред е да отстапиме минути за темата на денот. Кај нас вообичаено во студиото гостуваат специјални гости кои што се вклучени во многу сфери, кои што се важни за човекот, а исто така и за општеството. Денес кај нас гостин во студиото господин Дијан Ѓорѓиевски, директор на Музеј Куманово. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Чест ни е пред се што ја прифативте нашата покана да ни бидете гостин. Не сме се дружеле, мислам вака, овде во студиото еден подолг, извесен временски период, па да започнеме со оние, од последните активности ќе почнеме. Вие неодамна организиравте креативно-едукативна работилница. Што ќе ни кажете во врска со тоа? Пред една недела кустосите од музеот ја исполнија програмската активност која што беше со која што беше аплицирана уште 2016 година, која се однесуваше за создавање на креативна работилница за мали дечиња со цел да се запознаат со музеот Куманово. Ова се случува за прв пат во музеот и е правено по пример на активностите кои што се одвиваат во музејските институции на секаде по светот. Кај нас владее едно приемање на музеот како затворена институција која што се грижи исклучиво за заштита на културното наследство. Меѓутоа, музеите се многу повеќе од тоа. Тие пред се постојат заради предметите да ги зачуваат и да ги заштитат, меѓутоа и да ги прикажат, меѓутоа исто така постојат и за публиката. Така што најдобро нешто за да се стекне публика не само за овој период, туку и за годините кои што доаѓате, децата уште од најмала возраст да ги воведете во светот на музеите. Мислам дека тоа беше првата иницијација за да воопшто да се аплицира со ваков проект. Проектот беше одобрен и така еве пред една недела го направивме дел од проектот веќе беше изведен. Музеј Куманово ги отвора вратите за сите креативци. Еве, особено рековте дека ставивте акцент на најмалите и на најмладите. Од каде слоганот "Сподели богатство"? Тоа исто така е избор на кустосите задолжени за исполнување на оваа програмска активност. Сподели богатство всушност го отсликува она за што музеите постојат. Богатството кое што е внатре не треба да се чува затворено во самите установи, туку треба да биде отворено да се споделува со другите. Точно е дека со оваа активност ние ги отворивме вратата за креативците, односно за дечињата. Верувам дека и тие го сватија тоа, и нивните родители и наставници кои што работеа на овој проект, и верувам дека ова ќе биде еден импулс кон нивната креативност се повеќе и повеќе да се развива. Верувам дека еден ден и некој од овие дечиња можеби ќе остане да работи во музеот, друг ќе се насочи кон професиите кои што произлегуваат во музеот, можеби ќе излезат некои уметници од нив. Во секој случај убаво е уште од најмала возраст да ги заинтересирате за културата. Колку дечиња вкупно беа вклучени во овој проект? Вака, за исполнување на проектот Музеј Куманово пушти оглас преку социјалните мрежи за да се пријават деца, меѓутоа бројот беше ограничен. 24 деца беа вклучени. Најголемиот дел од нив беа од училишна возраст, меѓутоа имаше и деца кои што се од предучилишна возраст. Веќе напоменавме дека беа со мешан етнички состав и тоа беше една од причините поради која се правеше проектот. Значи, богатството што го крие музеот треба да се сподели, меѓутоа треба да се добие перцепција дека тоа богатство е за сите, не е ексклузивитет само на
еден етнос, туку за сите кои што живеат во Македонија. Што конкретно работеа тие? Главната цел на проектот беше да се запознаат со културното наследство на Куманово и Кумановскиот регион. Тоа може да им биде соопштено преку укажувања, да речеме предавање е голем збор затоа што се мали за да го попримат тоа како предавање, меѓутоа преку запознавање со културното наследство на Кумановскиот регион. Она што беше нивна задача е да изберат предмети кои што им се најинтересни, да ги нацртаат, со тоа нели развиваат својата креативност, меѓутоа и во меморијата им се врежува дел од културното наследство кое што го виделе, го нацртале и верувам дека уште долго време ќе остане во нивно сеќавање. Так. Предлагам да направиме една кратка музичка пауза, па ќе се вратиме во студиото за да продолжиме со разговорот. Одиме со музика. Лошо ми премолчи, лоши се синоќа ти заврши. Ко пеперминт е сладка лагата, она ладен вкус нешто сокрива. Еј, лошо мен предаде под шал од цр и да ги скриеш усните. Очите твои пишуваш што се случило, а не ми кажуваш. Да ве чујам. Прилега да бришеш солзи со ракави, плачеш за крај, а и таква си убава, знае. Лошо ми премолчи, очи раце синоќа ти заврши. Ко пеперминт е сладка лагата, оно ладен вкус нешто сокрива. Еј, лошо ме предаде под шал од цр и да ги скриеш усните. Во очите твои пишуваш што се случило, а не ми кажуваш. Лошо ти стои за се, да се правдаш, а чекаш да си со него. Ти завидувам што не ти прилега да бришеш солзи со ракави, плачеш за крај, а и таква си убава, знај. Лошо ти стои за се, да се правдаш, а чекаш да си со него. Ти завидуваш што не ти прилега да бришеш солзи со ракави, плачеш за крај, а и таква си убава, знај. Убава си. Лошо ти стои за се, да се правдаш, а чекаш да си со него. Ти завидувам што не ти прилега
takva si ljubava znaj. Ај уште еднаш. Зошто ти стои за се, вие сами. И раце! А и таква си убава, знае, и сите убави сте. Господине Ѓорѓиевски, која е всушност целта на еден ваков проект? Целта на овие проекти е можне племенита благородна цел, а тоа е да се вклучат деца од најмала возраст, од сите етнички структури, да се вклучат во сакањето на татковината. Значи, за да ја засакате татковината, за да сватите какво се богатство има, први мора да се запознаете со тоа богатство. Тие тоа прават преку училишта, преку наставните активности и слично. Меѓутоа, многу подруг прием имаат кога ќе дојдат на местото каде што се чува тоа богатство. Ние знаеме дека Македонија како држава не е богата економски, нема не знам какви резерви со кои што може да се пофали да располага. Меѓутоа, може многу да се пофали со културата. И мислам дека највредната работа што децата треба да ја научат уште од мали нозе е тоа дека потекнуваат од една мала земја која што е лулка на цивилизацијата, лулка на културата и која што се уште има многу што да прикаже, да се пофали пред светот. Тоа најчесто го знаат странците многу подобро од нас самите и една од целите на овој проект беше токму тоа, да се смени таа перцепција, да се свати значењето на културното наследство на Македонија, во овој случај конкретно на културното значење на културното наследство на Кумановскиот крај. И, како што реков понатаму, со растење на дечињата, верувам дека оваа програма ќе продолжи да се развие понатаму и во следните години, ќе создаваме генерации кои што ќе бидат свесни за богатството кое што ги има Македонија. Дали сметате дека во образовните институции доволно се изучува за корените и за идентитетот? Па, веројатно да. Значи, јас имам контакти со просветни работници, од прилика сум запознаен со програмските активности кои што тие ги изведуваат во наставната програма. Меѓутоа, пак ќе речам, тоа е оној теоретски дел. Значи, и јас, додека сум студирал и додека сум учел во училиште, сме го имале тој исти проблем. Премногу се полага важност на теорија, многу помалку на пракса. Јас верувам дека со само една посета на музеот, децата, не само овие што учествува во креативната работилница, туку сите посетители знаат многу повеќе што е тоа музеј и за што служи, отколку 3 часа да им се посвети во училници, некој да им предава за музеите, за културното наследство. Токму тоа сакав да ве прашам, колку всушност децата се запознаени со културата, историјата, со етничката припадност? Па верувам дека се запознаени доволно. Значи, пак тоа зависи од програмските активности. Оној контакт што, јас сум сега директор, меѓутоа сум работил и како водич и како археолог, контактите што ги имам со децата од сите етнички припадности, значи, што го посетуваат музеот, зборува за тоа дека се запознаени со културата. Меѓутоа, пак ќе речам, тоа е едно површно познавање кое мора да се надградува преку посети на културни институции. Значи, не само во овој случај на постојаната музејска поставка, јас постојано апелирам и на основците, меѓутоа многу повеќе на средношколците и на нивните професори, што помасовно да ги посетуваат и изложбите кои што ги прави, мислам ликовните изложби кои што ги организира музејот во Куманово, затоа што тие се учениците се во тие години кои што можат тој креативен импулс да го збогатат многу повеќе преку посета на овие изложби. Куманово секогаш представувало еден град кој што е пребогат со култура и во едно време предничевме пред другите градови, можеби дури пред Скопје бевме, со бројот на културните активности, со бројот на музичките групи, со бројот на ликовните уметници кои што вреде и кои што твореа во Куманово.
последните неколку години се случија некои социјални промени кои што доведоа до некои, како да речем, искривени вредности. На една страна поважно нешто друго отколку културата. Начесто тоа се манифестираше преку економската состојба на граѓаните, меѓутоа верувам дека се уште постојат луѓе кои што го сваќаат значењето на културата и кои што треба да ги посетуваат институциите кои што се под музеот во Куманово. Една од моите колешки беше на отварањето на детската креативна работилница, па предлагам еве и за нашите гледачи да го проследиме тој прилог. Заврши тридневната детска креативно-едукативна работилница која организира Националната установа Музеј Куманово под името Сподели богатство. Деца од Куманово преку ликовни изразувања и заедничка интеракција со вработените од Кумановскиот музеј градат свесност за музејската култура, историја, етничка припадност и заедништво. Целта на овој проект е кај децата да се развие љубов кон старините, кон заедничкото минато. Младите кои што веќе тргнале на училиште, да се уште од најмала возраст да се запознаат со придобивките на културата во регионот на Куманово, да се запознаат со културното богатство. Проектот е осмислен така да вклучи и деца не само од македонска, туку и од албанска и од сите други националности, значи заедно да увидат дека има заедничко културно богатство, на некој начин да им се вроди љубов кон старините, кон минатото, кон историјата, кон музеот, а само со таква љубов кон заедничкото минато може да се надеваме на заедничка иднина. Ние тука цртаме музејски предмети, тука сум 3 дена. Вторите два дена цртавме од музејот, а третиот ден тоа е денес слободен избор. Да, и цртавме стари работи. Музеот на овој начин полека ја остварува идејата, отворена институција за сите креативци, конкретно во овој случај за најмладата популација. Ликовните творби од овие работилници ќе бидат употребени во изработка на првиот промотивен флаер за музеот наменет за деца. Проектот се реализира во рамки на годишната програма за 2017 година и е поддржан од Министерството за култура. Господине Ѓорѓиевски, тоа беше она што го организиравте, доста занимливо, доста интересно. Ајде да слушнеме од ваша гледна точка колку всушност децата се запознаени со вистинското значење на еден музеј како институција. Па преку овие контакти се запознаваат. Мислам дека првим пред да дојдат имаат некоја представа дека се работи за место кое што нема да понуди многу, меѓутоа при посетата обично се наоѓаат интересни работи. Музеот во Куманово, односно постојаната поставка на музеот во Куманово е содржана преку археолошкиот, историскиот и етнолошкиот дел. Обично археолошкиот дел им е неинтересен, освен оној... Зошто? Па затоа што наодите кои што се изложени таму во поинаков контекст се извадени од земјата, имаат по-суптилно значење кое што го сваќаат, например, повозрастните, меѓутоа на децата како предмет, еве да кажеме, едно грне воопшто не им значи што е најдено во некој ритуален контекст или ако е уникатно во светот, нив им е сеедно, затоа што сепак за нив е само грне. Меѓутоа се интересираат еве за оние витрини каде што имаме изложено оружје од, да кажеме, од железното време, меѓутоа секако најинтересно им е историската поставка каде што има вистински пушки, пиштоли, бомби. Тоа им е интересно и исто така на етнолошката поставка каде што има кукли облечени во селска, во градска носија и кај нив има добар одзив, односно ги интересираат да прашаат во што се облечени, зошто се поставени и така. Преку овој проект, ајде така да насловиме, а и вие рековте уште на почетокот на самото ваше излагање, музеот на градот Куманово некако освен што ги отвара вратите за креативците, всушност сака да прати некоја порака. Така, значи јас сите заслуги на овој проект ги припишувам на кустосите кои што го осмислија и кои што аплицира за да се реализира овој проект. Меѓутоа исто така тоа е во
согласно со согледувањата кои што и јас како директор на музејот, меѓутоа и целата институција ги имаме, а тоа е дека треба да ги отвориме вратите кон сите категории на граѓани, почнувајќи од најмалите до најстарите. Реков дека овој проект беше концентриран на најмалите. Имаме еден проект кој што исто така го правиме самостојно без никаква финансиска поддршка, односно станува збор за вон програмска активност, а се случува во Уметничката галерија во Куманово, значи преку Сдруженијето на граѓани Киберпанк ги отворивме вратите за младите надежни уметници во Куманово. Веќе имавме една изложба со млад уметник кој што беше прогласен за најдобар студент на генерација на Факултетот за ликовни уметности во Скопје во Куманово. Заедно со неговата пријателка ја организираа таа изложба која што се отргна од стереотипите на прикажување на уметничкото дело како масло на платно, туку беше ги вклучи посетителите да учествуваат во самата изложба, односно да бидат дел од изложбата, исто така и медиумот кој што користи одстапуваше од вообичаените медиуми за презентирање на еден уметнички труд. Исто така со нив направивме уште еден настан, мултимедијален настан преку инсталација и видеоарт на уметникот Тина Божурска, на Христина Божурска, перформанс на актерот Ивица Димитриевиќ и групата Обоктал направи еден експериментален концерт со експериментална музика кој што прекрасно се вклопи во тој амбиент. Повторно нагласувам, тоа е се со цел да ги привлечеме младите да бидат уште покреативни, да ја посетуваат Уметничката галерија, со тоа и музејот на Куманово, и се надевам дека со таква постепена работа еден ден повторно уметничкиот дух на Куманово ќе се воздигне на едно ниво какво што заслужува. Така, баш на еден повисок пиедестал. Во текот на претходната недела промоторот од Киберпанк Владимир, ако добро се сеќавам, се викаше, тој ни беше гостин во студиото. Како вие гледате на ова едно вакво ново здружение? Дали сметате дека веќе креативците преку овие проекти и со самото тоа што го слушаат пројавуваат интерес? Да, мислам дека за многу кратко време кога што постои Киберпанк пројавија огромна активност. Значи, зборувам за настаните кои што ги организираа со нас, меѓутоа еве пред за овој викенд го организира и прекрасниот концерт на Дамо Сузуки во Центарот за култура Трајко Прокопиев, така што тоа е за поздравување. Самата организација, односно здружение на граѓани во себе ги има обединето добар дел од креативните културни работници од Куманово кои што не се вработени во културните институции, туку настапуваат самостојно. Верувам дека со тоа и носат публика, претежно млада публика која што е заинтересирана за таков пристап во уметноста. И мислам дека тука музејот во Куманово ја покажа мудрост што ги отворивме вратите за нив, а со тоа и за сите оние што отстапуваат од конвенционалното сваќање на културата. Повторно ќе кажам, станува збор претежно за млади, за тинејџери или за луѓе кои што поинаку гледаат на уметноста. Зашто ќе бидат наменети ликовните творби кои што ги изработија креативците? Исто така во договор со кустосите кои што го организира ова, решија нивните творби да бидат изработени во промотивни флаери кои што ќе се користат и понатаму кога ќе доаѓаат на младите деца. Значи, веќе се собрани уметничките дела, се прави дизајн на тие флаери и во последна фаза ќе биде печатање на такви флаери кои што ќе бидат поделени помеѓу најмладите. Одиме со уште малку музика, па се враќаме во студиото за да продолжиме да позборуваме малку за активностите како и плановите на музеот на градот Куманово. Kraj vararo, cediš mori
zajedno deliš dušo, srce moje Jovano. Dajte mi race Makedonci gore! Ај првата строфа, заедно со моите. Твојата мајка мори. Уште посилно, уште. Браво! Твојата мајка мори, тебе не те пушта. Кај мене да дојдеш душо, срце мое Господине Ѓорѓиевски, како што рековме, овој проект е само еден дел, еден мал сегмент од програмата на Музејот на градот Куманово за оваа година. Па што нудите друго за љубителите? Да, програмата на Министерството за култура излезе некаде февруари, веќе се знаеше кои се сигурни проекти. Во тој период завршија и оние рокови за жалби и веќе март-април добивме финансиски средства за да отпочнеме со реализација на овие проекти. Стандардно, како и секоја година, планирани се, од кои едното се заврши археолошки истражувања од делот кој што го работи археологијата во музејот во Куманово. Капитален проект ова година беше проектот на владата за младо нагоричење и искупувањето на локалитетот Градиште, кој што ги завршивме на 15 овој месец. Понатаму следи уште едно искупување на локалитетот Црквиште во село Клечевец, исто така многу убав локалитет кој дава убави резултати. Етнолошкото одделение исто така планира изложба за реализација. Имаме уште неколку истражувачки проекти кои што ќе резултираат со изложба во некоја од следните години. Од областа на галериското работење, претежно изложбите по желба на авторите се реализираат
од септември, октомври па се до Нова година и токму поради тоа овој простор каде што немавме закажано ниту една изложба го пополнивме со овие вонпрограмски активности со цел да се анимира уметничката публика во Куманово. Две работи кои што ни престојат во близок период е секако реализирањето на ликовната колонија во Куманово, која што ја правиме заедно со општина Куманово, традиционално во ресторанот односно во сместувачките капацитети на Пелинце, на меморијалниот центар во Пелинце. Веќе е завршена групата на автори кои што учествуваат. Повторно сум среќен што добар дел од авторите се автори кои што не учествувале досега, а се од Куманово и барем на неколку дена ќе бидат тука присутни за да остават некое свое дело со што ќе се збогати депото на музејот од Куманово, меѓутоа така и општина Куманово ќе се здобие со собствено дело. И исто така многу време работиме веќе на уште од Нова година започнаме со подготовки за организирање на големата изложба и големиот меѓународен симпозиум посветен на Кокино. Како што веќе информиравме јавноста, ова година Музеј Куманово, претходната година аплицираше, ова година обсерваторија, да, ги добивме средства за научно афирмирање на Кокино, средства кои што се доделени од ЮНЕСКО и кои што се одржат, односно ќе бидат распоредени за организирање на една изложба и за организирање на голем меѓународен симпозиум. Сите подготовки, целокупната работа, да кажем, на археолошкото оделение моментално е насочено во тој правец, се комплетира листата на учесници, го спремаме каталогот на изложбата, се вршат финални подготовки на предметите кои што ќе бидат изложени таму и се надеваме дека исто така ќе можеме да се пофалиме и со убав каталог, меѓутоа уште повеќе со убава и посетена изложба на која што за прв пат ќе бидат изложени сите предмети кои што се пронајдени на Кокино. Така, вие како директор на музејот при градот Куманово, како сте задоволен од работата? Дали би промениле нешто? Па ако ме прашувате за работата, за мојата работа, верувам дека се трудам најмногу што можам. Значи, мојот труд многу повеќе сега се насочува кон добивање на проекти и финансии кои што не зависат само од Министерството за култура. Значи, во исто време, додека извршуваме програмата, се трудам да бидеме конкурентни и да аплицираме и до меѓународните фондови. Тоа секако дека оди споро, како во поглед на аплицирање, така и во поглед на одобрување, меѓутоа сме активни и во тој правец. Веќе имаме случајно договори со други институции од другите земји со кои што заедно ќе настапиме и верувам дека имаме шанси да добиеме барем еден проект од тие фондови. Мислам дека опфативме се, би можеле уште многу да зборуваме на оваа тема. Се надевам дека во иднина повторно ќе не бидете гостин, дека ќе се слушнеме, ќе се исконтактираме после некој ваш проект и повторно ќе поразговараме. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, ви благодарам за тоа што и вие бевте дел од денешното издание на Нов ден. Имајте убав ден, пријатно расположение и се гледаме утре со почеток во 8 часот. До тогаш останете на нашата програма.